Не, многу брзо овие денови ќе ја подготвиме и ќе ја доставиме до собранието и ќе ги повикаме сите пратеници да подпишат. Ќе видиме како ќе се однесуваат во однос на резолуцијата и согласно тоа ќе одлучиме. Меѓутоа спремни сме да се бориме до крај. Ова не е шал. Ова не е шал. Не може да фрлаат магла, да избегнуваат прецизно да одговорат, затоа што знаеме од извори од Британија зашто точно се зборувало и дека всушност веќе владата дала потврда за овој проект да се случува. Нема да запреме овде, прво ќе следи резолуцијата во собранието, согласно однесувањето на пратениците на власта, спремни сме, следниот чекор ќе биде да излеземе на протести. Во однос на она начина која што се дала да даде за уништување на газните протести, имате ли став дали ќе се подржи неговото? Прво дозволете да кажам дека сметам дека се што се превзема во правосудството, а не значи вистинска реформа, не води никаде. Не сакам ова да се свати дека јас сум нечи адвокат, најмалку на главниот обвинител, кој што лично не го ни познал. Но сметам дека се тоа што значи партиски притисок, да се постават партиски луѓе, значи се подлабоко заглавување на системот на правосудство, нешто што граѓаните не го сакаат. Граѓаните сакаат реформи, вистинско правосудство во кое што може да му се верува. Ова не е тој механизам. И тоа не се случува само сега со овој притисок кон обвинителот. Се случува цело време изминатите година и пол дена наназад. Еве имаше притисоци, се назначува обвинители, се назначува суди, роднини, пријатели и така натаму на членови на блиски членови на владачката гарнитура. А не ова Македонија ние што сака. Не, младите не заслужуваат ваква Македонија. Вистински реформи, пат кон Европа. Не партиски суди, обвинители и мигранти по населбите, бутнати во станови и во куќи кои што ќе прават немери, као што гледаме дека секаде прават низ Европа. Ова власт е ненародна. Со овие сите чекори што ги прави. Ние сме против концептот на притисок кон било кој во правосудството. Тоа не смее да се дозволи. Не станува збор, ќе потенцирам, затоа што не сакам да ми ги извртат зборовите, затоа што се спремни со својата пропаганда, ВМРО ДПМН тоа да го направи. Не бранам никога. Не е тоа што сите очекуваме да се направи. Ние имаме препораки од оценската мисија, што треба да се направи во правосудството. Ниту една препорака не е имплементирана. Нема нов закон за јавно обвинителство. Треба да има нов закон. Треба да има нов кривичен закон. Тоа се суштинските работи кои што треба да ги видиме во правосудството. Некој да биде на некоја позиција и се постава прашањето кои се критериумите. Дајте да ги донесеме европските критериуми. Дајте да донесеме европската обвинителка за некој случај за кој што потенциравме дека е битно да биде тука. Хајде на тој начин постепено да враќаме довербата во правосудството. Ете, тоа е нашиот став. Принципиелно, по патот на реформите, по патот кон Европа. Не, ќе испратиме писмо до Европската канцеларија и тоа ќе го направиме многу скоро и официјално. Добро, јас многу пати од тука го кажав мојот став. Не сакам тие обраќања да се политизираат или да им бидат терет на родителите. Затоа што јас го поддржувам нивниот став, иницијативи и се што требаше да биде. Впрочем, ние дадовме барање, врз основа доставивме формално за анкетна комисија само за Кочани, врз основа на барањето на Сдруженијето на родителите. За жал, власта тоа го одби. И што се случи? Направи една голема анкетна комисија, која што вистински и суштински ништо не може да донесе и да придонесе. Еве да видиме како ќе се заврши формално оваа комисија. Мораме да бидеме сите свесни. За разлика за жал видовме вчера обиди за партизација, политизација, за влијание на мислењето на родителите од страна на пратеници на ВМРО ДПМН, што е трагично, мора да ви кажам. Сметам дека е многу битно да има некаков резултат. Координаторот на нашата пратеничка група
даде еден многу важен и суштински предлог во име на партијата, а тоа е заклучоците од тој состанок да се донесат заедно со родителите. Инаку се што родителите кажаа вчера и во однос на однесување и во однос на зборувањето на дел од родениците се беше вистина. И тоа е трагичната вистина за нас. Благодарам.